Наоѓајќи се во 6-тиот ден од страдалната седмица, Велика сабота, православната црква го чествува споменот на светиот рамноапостолен Методий, архиепископ Моравски. Велика сабота, слегувањето Христово во адот, саботата пред Пасха. Во светата и Велика сабота го чествуваме споменот на боготелесното погребение и слегувањето во адот на Господа Бога и Спасителот Исуса Христа, преку кого нашиот род беше призван и прииде во вечен живот. Сите дни ги надминува светата Четириесетница. Од целата света Четириесетница, најголема е Страсната и Велика седмица, а од Страсната седмица најголема е Великата и Света сабота. Не се нарекува Велика седмица затоа што тие денови се поголеми или часовите подолги, туку заради големите и надприродни чудесни дела кои што нашиот Спасител ги изврши во неа, а најмногу во Велика сабота. Како што во првото создавање на светот, откако го изврши секое дело, а најглавното последно, во 6-тиот ден го создаде човекот. Во 7-миот ден он одмори од сите своји дела и тој ден го освети нарекувајќи го сабота, што се толкува како одмор. Така и сега, откако изврши се изворедно, а во 6-тиот ден го пресоздаде изветвениот човек и го обнови со живоносниот крст и со смртта. Во следниот 7-ми ден се упокои од извршените дела, заспивајки со животворен и спасителен сон. Словото Божјо слегува со телото во гроб, слегува и во адот со својата нетлена и божествена душа, разделувајки се во смртта од телото кое што го предаде во рацете на Отецот, кому му ја принесе и својата крв што стана избавување за нас. Во адот Господовата душа не беше задржана како другите свети души, бидејќи тој не подлежеше на прародителските клетви како тие. Се всели во гроб нашиот Господ Исус Христос, телесно и со божеството. Беше со разбойникот во рајот и во адот беше со својата обожена душа. Надприродно и со Отецот и Духот седеше, како Бог неопислив, секаде беше истовремено. Божеството не пострада во гробот, како што не пострада ниту на крстот. И тление, односно разделување на душата од телото, претрпе телото Господово, но распаѓањето на телото не. Јосиф пак, откако го зема светото тело Господово, го погреба во нов гроб близу Ерусалим. Во градина и на влезот стави голем камен. Јудејците пак во петокот пристапија при Пилате и му рекоа: Господине, помниме дека оној измамник рече, додека беше жив, дека по 3 дни ќе воскресне. Затоа сметаме дека е добро твојата власт да им заповеда на војниците да го запечатат гробот. Кога рече Христос ќе воскреснам. Можно е ова јудејците да го заклучија од историјата за Јона. Пилат им одговори: ако бил измамник, зошто се грижите за неговите зборови? Тогаш значи е умрен. Безумните велеа: ако го осигураш гробот, нема да го украдат. Пилат им заповеда сами со војниците да одат и да го запечатат гробот со својот печат, а не со туги стражари и туг печат, за да не излаже некој за воскресението Господово. Адот пак е избезумен, бидејќи чувствува голема сила, заради неправедното примање на Христа. Тврдиот и аголен камен ги изблу и сите мртви кои од памтивек ги држеше во својата утроба и ги имаше за храна.
Светиот рамноапостолен Методий архиепископ Моравски. Светиот рамноапостолен Методий, учител словенски, и неговиот помлад брат Константин Кирил се родени во Македонија, во градот Солун, во благочестиво семејство. На почетокот Методий, исто како и неговиот татко, служеше воена служба. Царот, откако чу за него дека е добар војник, го постави за управник на една словенска област во рамките на грчката држава. Откако помина во офицерски чин околу 10 години и ја позна сета житејска суета, Методий својата волја ја насочи кон одрекувањето од се земно и ги устреми своите мисли кон небесното. Оставајќи го војводството и сите животни утехи, тој замина да биде монах на гората Олимп. По некое време во манастирот му се приклучи помалиот брат Константин. Кога хазарскиот цар Каган побара од царот Михаил проповедници на верата во Христос, тогаш на заповед на царот беа пронајдени овие двајца браќа и беа испратени меѓу хазарите. Патувајќи тие ги најдоа моштите на свештеномаченикот Климент Папа Римски. Откако го уверија Каган во верата Христова, тие го крстија овој цар и голем број негови доглавници и уште помногуброен народ. Во 862 година, на барање на моравскиот кнез Ростислав, царот ги испрати да го проповедаат христијанството во Моравија на словенски јазик. Светите Кирил и Методий по Божјо откровение ја составија словенската азбука глаголица и ги преведоа на словенски јазик Евангелието, Апостолот, Псалтирот и мноштво други богослужбени книги. Тие го воведоа служењето на словенски јазик. Светите браќа беа повикани во Рим од римскиот папа Адријан I, кој ги прими со голема почест, бидејќи тие ги донесоа со себе моштите на светиот Климент Римски. Во Рим Кирил се разболе и умре во 869 година. Методий пак на прозба од словенскиот кнез Коцел беше испратен во Панонија, откако папата Адријан I го ракоположи за епископ на Моравија и на Панонија. На таа катедра Методий претрпе многу непријатности, па и прогон и затвор, но тој до смртта се потруди на утврдувањето на Христовата вера меѓу словените. Ги крсти чешкиот кнез Бориво и неговата сопруга Људмила, како и еден од полските кнезови. Во последните години од својот живот Методий со помош на своите ученици го проповедаше на словенски јазик целиот Стар Завет, освен макавејските книги, како и номоканонот, правилата на светите отци и доста светоотечки книги. Методий се упокои во Господа на 6 април 885 година, на возраст од околу 60 години. Го имаше предскажано денот на својата смрт. Беше погребан во столицата на Моравија, во Велеград, во собраната црква. Неговите ученици, петочисленици, го преминаа Дунав и се спуштија на југ во Македонија, каде што од Охрид продолжија да работат меѓу словените на истото дело што го започнаа светите браќа Кирил и Методий на север.